И ова неделно утро се наоѓате на вистинско место во вистинско време и останете тука. Почнува новото издание на емисијата Урбан Блок, а еве што ќе гледате во него. Во новиот Урбан Блок зборуваме за стресот, заморот и сонот и за тоа како да ги подобрите. Како маслото од канабис се употребува против зависностите и кои фризури ќе бидат тренд во 2025 година. Останете тука. По рекламите почнува новиот Урбан Блок. Често пати знаеме да се разбудиме ненаспани и сето тоа да влијае на нас во текот на целиот ден, да се чувствуваме заморни и под стрес. А како да ги отстраните сите овие непријатни ситуации, разговаравме со нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика Ревит. Еве што велат тие. Колку често се будите уморни? Колку често имате проблеми да се спиете? Колку добро спиете? А сонот е најважен за целокупното здравје, но и за функционирањето во текот на денот. Затоа поразговаравме и со нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика и на оваа тема. Во продолжение споделуваме што дознавме низ разговорот со нив. Јас не би рекла дека несоницата, стресот или уморот се некоја патолошка состојба. Меѓутоа, дали верувате дека речиси секој од нас, секој човек кој што живее во ова општество со овој начин на живот, претерано стресови, претерано обврски, немање на време, имаме барем еден од овие симптоми. Значи, не е природно да не спиеме, не е природно да бидеме толку изложени на стрес, затоа и си го прифаќаме тоа како нормално, меѓутоа тој стресен начин на живот на крајот ни прави последици врз функција на многу други органи. Јас би сакала Тања тука само да се вклучам. Значи, генерално стресот е нешто што не следи во секојдневието, нешто што е неопходно, некогаш ни е стимулативен. Всушност стресот е нешто што ни дава и мотив нели да одиме понатаму. И сега секој од нас различно го доживува, нели? Количината на стрес која што ја добиваме како дневна доза, она што е екстра, сето тоа се одразува на комплетното функционирање. Во основа се зависи колку сме спремни да го амортизираме за да можеме да продолжиме понатаму. Стресот не е секогаш во негативна конотација, мораме да кажеме дека имаме и позитивни моменти, но генерално количината на стрес која што добиваме секојдневно на долги стази ни дава реперкусија на комплетното функционирање и ментално и физичко. Еден од поголемите проблеми со кои што се соочуваме во денешницата е несоницата. Речиси секој втор човек не спие квалитетно, не спие доволно. Тоа се рефлектира со умор во текот на денот, тоа се рефлектира со неможност за справување со стресот. И еве, доктор Ане може да ни каже какви се последици ни прави по здравјето. Генерално несоницата не е само тоа дали спиеме или не спиеме преку ноќ. Многу е важно каков е и квалитетот на спиењето. Многу е важно дали имаме доволно долга количина, доволно долго трае процесот на спиење. Затоа што знаете, спиењето од 3 часа или спиењето од 6 часа не можете да ги изедначите. Тоа е една работа. Втора работа, во процесот на спиење, дали имате фази каде што се будите, значи имате неквалитетно спиење. Дали во тој период имате периоди на правилна размена на сите оние нормални фази. Зашто процесот на спиење не е само процес да ние се одмориме физички, туку е процес на комплетна регенерација на нашето тело. И ако вие не му дадете простор на телото да го добие она што е потребно да се регенерира, автоматски тоа се одразува на целокупното понатамошно функционирање. Така да несоницата е нешто што луѓето понекогаш ја сваќаат дека е окей, може, јас можам да го издржам, или имаме кратко спиење кое што и тоа се одразува на долги стази, значи на нашето здравје. Така да многу е комплексна самата проблематика за несоница и луѓето некогаш и не сваќаат и велат, па не, јас сум добар, ќе станам, јас сум одморен. Не е баш така. Да, затоа што реално после подолго време на спиење повеќе се јавуваат здравствени проблеми. Тоа е еден од тие показатели, индикатори дека сепак ќе направиме една истоштеност на телото која што може да доведе до некаков здравствен проблем. И вообичаено ако веќе дојде некој, ако веќе не спие година или две,
дојдени се во состојба да имаат веќе некаков здравствен проблем и гледаме дека има и несоница и ќе ги прашаме колку време веќе не спиете и тука е одговорот 1 година, 2 години, пола година. Значи сепак причината може да биде и самата несоница, односно да направи таква голема истоштеност. Во основа и се покажува дека ако ја решиме како проблем кој што постои, колку е свесен или несвесен самиот човек, во основа решаваме и други работи во неговото комплетно функционирање. И после луѓето, знаете, во основа станува сега се поактуелно несоницата, затоа што процесот на едно стабилно и квалитетно живење во основа почнува од квалитетно спиење. Правевме и студија и анализа колку со регулирање на сонот кај нас со нашиот начин и пристап со давање на клеточни сигнали за да имаме долг и убав и квалитетен сон и длабок сон, колку се коригира спиењето, индиректно колку сето тоа влијае на социјалниот живот, на продуктивност на работа, на среќа, на расположение и на умор, реално. Влијание на подобрување на времето на заспивање. Испитаници кои заспиваат за помалку од 15 минути пораснале од 10,5% на 73,7%. Фреквенција на будењето. Испитаници кои никогаш не се будат ноќе, пораст од 5,3% на 63,2%. Дневна поспаност. Ретко чувство на дневна поспаност се зголемило од 5,3% на 68,4%. И за крај задоволството од квалитетот на сонот. Задоволството од сонот пораснало од 15,8% на 89,5%. Испитаници кои ретко се чувствувале неспособни да се справат со стрес, пораснале од 21% на 94,7%. Намалени симптоми како раздразливост, главоболки и промени во апетитот. Испитаници кои никогаш не чувствуваат стрес, пораснале од 0% на 47,4%. Испитаници кои изјавиле дека здравието им е одлично, пораснале од 10,5% на 73,7%. После минимална активност, заморот е намален од 64% на 23%. Заморот и стресот што влијаат на работата се намалени од 73,7% на 26,3%. Всушност, депресијата ја мешаме со уморот стресови, многу често во денешно време. Уморот од стресови кај нас го детектираме на поинаков начин и тоа значи неможност на организмот постојано, секојдневно и премногу често интензивно да се справува со стрес. Тоа е сосема нешто друго. Ние можеме да делуваме и на тоа. Исто така е потполно важно како и депресија, како и анксиозност, како и неспиење, затоа што кога ќе се врати телото во нормала, веќе ништо од она што личало на стрес не го доживува како стрес. Тогаш сме многу посилни, нели дојдени на себе, не ги доживуваме така тие стресни состојби. Да, јас се согласувам со Тања, многу често нели велат анксиозноста, депресијата и дека тоа е психолошки момент. Не, некогаш точно можеме да детектираме дека во основа е само замор, односно стрес. И тогаш веќе пристапот кон таквите луѓе, односно третирањето дава многу добри резултати ако вие ја најдете основната причина која што донела до тоа. Значи, не го тоа велите дека е психолошки момент, апсолутно не. Реален стрес кој што го да кажеме на еден начин инхибира нормалното функционирање на организмот. Да, и го менува одговорот на стрес. Тогаш ние на било каков помал стрес реагираме премногу бурно и го доживуваме како премногу нешто тешко и невозможно да се справиме. Широката примена во медицината на маслото од канабис постојано не обкружува, а на која тема овој пат разговаравме и со кои термини го споевме. Ви откриваме низ едукативниот разговор со нашите стручни соработници од Анифар. Употребата на масло од канабис за намалување на ризикот од зависност од опоиди, алкохол и никотин е област во која се истражуваат можностите на CBD како потенцијален терапевски агент. Иако истражувањата се уште се во рана фаза, некои студии и теории потврдуваат дека ова масло може да има значителен ефект во намалување на зависноста и помагањето во процесот на рехабилитација. За ова повеќе со нашите стручни соработници од Аптека ДНА Анифарм. Денес би сакала да зборувам како фармацевт кое е влијанието и ефектот на канабидиолот врз
кај пациентите кои што се лекуваат од зависност од одредени опоидни дроги или алкохол и никотин. Не постојат се уште јасни клинички студии, меѓутоа има неколку научни студии кои што го потврдуваат ефектот и оправданата употреба како дел од терапијата кај пациентите кои што се одвикнуваат од одредена зависност. Зошто е тоа така? Затоа што самото CBD или канабидиолот кој што се добива од канабисот делува и има ефект врз анксиозноста, вознемиреноста, значи делува невропротективно, има антиепилептично и антивоспалително делување и токму сите овие дејства пропратно, значи помагаат кај пациентите кои што се одвикнуваат од одредена зависност. Невропротективното овозможува како ефект да се намалат симптомите од абстиненцијалниот синдром кај овие пациенти и дефинитивно ја оправдува препораката и примената на производите што во својот состав содржат CBD. Секако, пациентите кои што се во третман за одвикнување од одредена зависност мора да бидат под контрола на матичните лекари и специјалисти и токму оваа доза, повторно велиме, индивидуално се дава зависно од потребата и здравствената состојба на пациентите. Јас би сакала да прочитам неколку студии кои што до некаде ја оправдуваат оваа употреба на CBD-то. Поддршка за откажување од опоиди има едно истражување направено во 2018 година, објавено е во журнал за клиничка психологија, во кој што вели дека воведувањето на CBD-то во терапија за откажување од опоиди помогнало да се намалат симптомите на абстиненција, меѓутоа и болката, вознемиреност и разразливоста кај овие пациенти. Во 2019 година има студија направена во Америка и објавена во Америчкиот журнал за психијатрија, во кој што е докажано дека CBD-то може да ја намали желбата за употреба на опоиди кај лица кои што се зависни од хероин, а пациентите кои што примале CBD имаат значително помална желба за употреба на хероин, со што пријавиле и помала анксиозност. Секако, намалувањето на симптомите за абстиненција се уште во период на испитување, колку CBD-то може да го намали зависноста и од никотин, меѓутоа она што сме сигурни е дека намалувањето на анксиозност или вознемиреноста е дефинитивно едно од придобивките на употреба на овие препарати и помош во абстиненцијата, која што веќе во 2020 година има една студија која што е објавена повторно во журналот за психофармакологија, во кој што вели дека намалувањето на симптомите за абстиненција од никотин и разразливост, стрес и анксиозност се намалени до 48% кај испитаниците. Механизмите на делување на CBD-то е различно, меѓутоа заклучокот кој што можеме да го дадеме е дека намалувањето на зависноста од опоиди има различен механизам. Пред се намалува желбата, се намалува анксиозноста, абстиненцијата се подобрува и полесно се надминува и дефинитивно, иако резултатите од студиите се ветувачки, сепак се уште се потребни дополнителни клинички истражувања за потврдување на ефикасноста и безбедноста на CBD-то во третманот од зависности. Студија од 2013 година вели дека воведувањето на ова масло помага во намалување на желбата за цигари кај пушачи кои се обидуваат да престанат да пушат. Учесниците кои користеле масло од канабис за време на процесот на откажување пријавиле помалку желба за пушење и намалување на активноста на мозокот поврзана со зависноста. А кога станува збор за изгледот на нашата коса, кои се фризурите кои ќе обележат предстојната пролет за 2025 година, ви откриваме во следните неколку минути. Понекогаш се што ви треба за да добиете совршена фризура е вистинска инспирација. Може би мислите дека сакате боб, но потоа ќе видите фризура со средна должина, со извртување и ќе сватите дека всушност ја сакате таа форма. Или може би сакате да ја задржите вашата коса подолга, но гледате слика од израснат пикси и одлучувате дека е време за шишење.
Визуелните референци се навистина вклучни. Како што се приближува пролета, ги консултиравме врвните фризери и нивните табли на расположение на Инстаграм, за да пронајдеме 5 фризури кои навистина се очекува да доминираат во престојната сезона. Па еве кои фризури ќе одбележат пролета 2025 година. За почеток летно фенирање. За да го постигнеме ефектот летна коса, клучот е стајлингот. Оваа фризура има дефиниција, но не е премногу стилизирана. Брановите изгледаат како да сте патувале со месеци. Втора на листата се возрастните пикси од 90-тите. Често ја нарекуваме бикси. Ова е совршена фризура за сите оние кои ја пуштаат косата по кратка фризура или само сакаат да флертуваат со трендовите за кратка коса. Боб со страничен дел. Иако секој фризер се согласува дека боб е класична фризура, неговата форма и вариации во стилот се менуваат со сезоната. Оваа пролет во тренд е боб со страничен дел. Колку повеќе волумен, толку подобро. Кога стилизирате боб дома, може да користите топли пегли за виткање или четка за фенирање, за да создадете волумен на корените. Ово изглед е едноставен, но со големо влијание. Шишки од пеперутка. Еволуцијата на фризурата со пеперутка. Шишките со пеперутка се вариација која обрнува внимание на тоа како паѓаат предните слоеви кога косата е врзана. На овој начин се создава навистина прекрасна мекост кога косата е врзана. Она што е фантастично за овој крој е тоа што должината на косата не е навистина важна, се е до предните слоеви. И за крај, модерна холивудска фризура. Всушност оваа фризура бара внимание на деталите. Со вистинска должина, шишките слични на завеси се доволно долги за да се влечат за дувота или да се извиткаат за да се префрлат по челото, за да додадат модерна димензија на старите холивудски бранови. Дали планирате викенд или велигденско патување? И дали можеби ви е потребна предлог дестинација? Па еве неколку од нас. Сите дестинации за кои ќе зборуваме во продолжение се во наша близина и можете да ги посетите со навистина ограничен буџет. Па да почнеме. Прва на листата Будимпешта, Унгарија. Будимпешта стана еден од најпопуларните градови во Источна Европа, и тоа со добра причина. До неодамна градот беше една од најдобро чуваните тајни во Европа и навистина една од најпотценетите престолнини. Денес стана задолжителна станица за сите патници и не е на дофат. Па доколку досега не сте успеале да го направите тоа, оваа пролет е вистинска дестинација за вас. Следна на листата е Хрватска, и тоа Дубровник. Ги знаете оние познати наслови за познатите личности во соседството? Тоа не е без причина. Дубровник стана еден од најбараните градови во Европа, познат и како бисер на Јадранот. Тоа е вистинско место доколку сакате да го поминете вашиот одмор во шармантен град полн со историја и култура. Стариот град Дубровник е под заштита на УНЕСКО, познат како едно од најгламурозните и најпознатите места во Европа. Разгледот на овие стари бедеми започнува низ старата порта од Пил, а потоа продолжува по Страдун, пешачка зона каде има повеќе кафулиња, ресторани и бутици. Истражувањето на автентичната област ќе ве однесе до неколку важни знаменитости, како што е палатата Спонза, палатата на војводата, Дубровничката катедрала и фонтаната Онофрио. А нема да погрешите доколку ја посетите и Романија, и тоа Брашов. Ова е еден од најпосетуваните градови во Романија благодарение на неговата близина до најпознатите замоци во земјата. Замокот Бран, познати како замокот на Дракула, и замокот Пелеш. Самиот град заслужува ден-два за истражување, иако со задоволство би можеле и да седнете на балконот од вашето сместување и само да уживате во побавното темпо. А има што да се види и во Сараево, Босна и Херцеговина. Сараево е уникатен град со својата атрактивна атмосфера која комбинира исток и запад. Сараево е еден од оние ретки градови каде што со 10-минутна прошетка можете да ги видите местата за богослужба на најважните светски монотеистички религии – православни и католички цркви, синагоги и џамии. Сите овие традиции му даваат на Сараево специфичен мирис и посебен културен микс. Да почнеме со прилично едноставна причина да го посетиме Сараево. Тоа е најголемиот и главен град на Босна и Херцеговина. А еве нешто и кај нас, Охрид, Македонија.
Охрид е еден од ретките градови во светот кој е заштитен од УНЕСКО како културно и природно наследство. Од луѓето до неговата архитектура, од вкусна храна до познатото Охридско езеро. Охрид е место каде што сакате да останете некое време. Стариот дел на градот е исполнет со национални споменици и археолошки локалитети. Уживајте во погледот на езерото кој го одзема здивот. Воодушевувајќи се на прекрасната архитектура, на една од најинтересните цркви во Европа, црквата Свети Јован. Свети Наум е неверојатно место кое не смеете да го пропуштите кога сте во Охрид. Оддалечен е 30 на километри од градот и се наоѓа на карпа над Охридското езеро. Задолжително изнајмете чамет за веслање и посетете ги изворите на реката Црндрим. Следна дестинација на нашата листа е Словенија, и тоа Блед. Словенија прекрасна земја која стана популарна туристичка дестинација во Европа поради поволната географска положба и уникатните природни услови. Езерото Блед е несомнено едно од најубавите места во Словенија, познато по својата неспоредлива убавина. Овде ќе ве воодушеви смарагната длабочина на езерото, каменниот средновековен замок и шармантниот град со неколку знаменитости. Доколку го посетите ова место, ќе бидете пријатно изненадени од фантастичниот поглед на овој живописен град. Кристално чистата вода и планините покриени со ела. Не заборавајте да изнајмите брод до познатата црква Успение на Богородица. Убаво место за посета оваа пролет е и Пераст, Црна Гора. Ова живописно место е познато по својата убавина и многобројните споменици кои датираат од периодот на венецијанското владење. Самиот град е прилично мал, но туристите не можат да престанат да го посетуваат. Ги привлекува сите со својата шармантна атмосфера и прекрасниот залив. Има многобројни цркви, додека црквата Свети Никола се издвојува по својата посебна убавина. Оваа црква, која се наоѓа веднаш на брегот, има прекрасен двор со екзотични палми. Но Пераст крие повеќе тајни. Во морето ќе најдете два шармантни острова – Госпо од Скрпјела и Свети Ѓорѓе. Следно одиме во Софија, Бугарија. Софија е прекрасен град со елегантен стар плоштад во центарот. Многу одлични ресторани, кафулиња и паркови на отворено. Неверојатен ноќен живот, импресивна култура и многу историски атракции во близина. Од историски уметнички галерии па се до цркви, музеи и големи продавници. Софија има се што ви е потребно. Задолжително погледнете го булевар Витоша и катедралната црква Александар Невски. И за крај на оваа листа го оставивме Сибију, Романија. Овде ве очекуваат планини, долини и импресивни замоци, а Сибију е еден од најдобрите градови за истражување во Трансилванија. Па што и да одберете, дефинитивно нема да погрешите. Пролета едноставно е магично годишно време, која инспирира на уживања и многу патувања. Со ова го завршуваме денешното издание на емисијата Урбан Блок и сигурни сме дека и овој пат бевте со нас до самиот крај. Но доколку не пропуштите или пак можеби сакате да се потсетите на нешто, можете да го погледнете репризното издание во сабота или пак да го посетите нашиот YouTube канал. Ние се гледаме повторно следната недела.